Екипите на јавното претпријатие Лајка спроведуваат интензивни активности за заловување на бездомни кучиња на локации од кои зачестено пристигнуваат пријави од граѓаните. Посебен акцент е ставен на територија на општина Карпош, особено во реонот околу кеот на реката Вардар, каде тимовите ќе бидат континуирано присутни. Гледаме дека има реакции на граѓани околу кеот, кои укажуваат дека слушаат малце повеќе бука, поготово во утринските часови. Тоа е затоа што кога ќе заловиме некојаш куче, тоа куче кога ќе оставиме во комбето знае малце повеќе да лајпа, околните кучиња нормално се возбудуваат. Имаме засилена активност таму. Последнава недела веќе почнавме од 5 часот наутро да заловуваме, затоа што кучињата тогаш почнуваат да бидат активни, за да можеме колку што може по успешни да бидеме. Знаеме дека имаме сериозна бројка на кучиња кои што не се автохтони таму, кои што се донесени од други локации. И навистина работиме многу сериозно и со МВР во насока да ја спречиме оваа појава на кучешки туризам, така да го крстиме од една општина во друга општина да се префрлаат кучињата, што сме максимално строги против тоа. Тие проблеми по кеот ќе гледаме да ги адресираме, од тука натаму одиме на други локации кои што ќе бидат адресирани. Лајка врши хумано заловување и изгрижување на бездомните кучиња со цел тие да добијат ветеринарна грижа, безбедност и соодветен третман. Ова е важно затоа што се намалува ризикот од страдање и повреди, се обезбедува контрола на популацијата и се подобрува безбедноста во заедницата. Кога ќе дојдат кучињата во Лајка, кучињата тука веќе поново седат до 20 на дена. Тие што ни се застоени се поради еден различен начин на функционирање во минатото на претпријатието, каде што да речеме некојаш емпатијата е многу значајна од тоа да се решава проблемот. И точно заради тоа имаме веќе над 130-140 кучиња кои што се тука застојани. Функционираме со некои 25 до 30% од капацитетот на прифатилиштето, затоа што имаме надворешни боксови кои што ги користиме, кои што се надвор од овој регистриран капацитет и на таков начин циркулираме кучиња. И на таков начин во моментов пробуваме тие кучиња едно по едно да им најдеме дом. Тука се застоени кучиња кои што се питбули, кои што се малинои, кои што се ротвајлери, кои што се кучиња неадекватни да ги враќаме на локација. А ние реално таквите кучиња мораме да им дадеме правилен пат во животот, не можеме едноставно луѓето викаат или луѓето што не се поврзани со темата, тоа треба да тие кучиња се знае во другите држави се евтаназираат. Кучето не е виновно што е тоа раса, не е виновно што некој го размножил затоа што тоа се чисто крвни кучиња и после го пуштил на локација, а ние како општество треба да бидеме општествено одговорни и тие кучиња да им најдеме соодветен дом. Целта на овие активности е побрзо и поефикасно постапување по пријавите, подобрување на безбедноста на граѓаните и обезбедување соодветен третман за бездомните кучиња, согласно законските процедури.